Работодавачите се должни, согласно закон, да обезбедат не само достоинствени услови на работа, туку и безбедни услови за работа на работното место на секој работник. На сајтот на Министерството за култура стои дека во надлежност на оваа министерство се 43 национални установи од областа на културата. Во нив, според информациите од Синдикатот на култура, има повеќе од 3500 вработени. Колку нивните работодавачи обезбедуваат не само достоинствени, туку и безбедни услови за работа на работното место. Кровови кои што прокиснуваат, ѕидови со мувла и гнили штици што живот значат. Безбеден ли е животот на Хамлет, на господја министерка на Молиер на сцената? Во какви услови работат македонските актери, балерини, археолози и кустоси? Законот е јасен и треба да им гарантира безбедна и здрава работна средина, онаму каде што работат, на сцената. Но дали е тоа така? Сигурна работа овој пат помеѓу културните работници. Веројатно се сеќавате на случката во Калифорнија кога актерот Алек Болдвин на филмски сет ја застрела режисерката. Тоа го вклучи алармот во светот за безбедноста на учесниците во креирањето на културен производ, како што се филмот, театарот и останатите сценски уметности. Дали и колку актери и културни работници се повредени за време на подготвувањето на филм, театарска представа или ТВ серија, податоци нема. Најчесто дека е повреден некој актер дознаваме откако ќе биде одложена представата. Се чувствуваат ли безбедно уметниците на работното место? Се чувствуваат ли заштитени кога нешто ќе им се случи? За ова и сите останати сегменти кои прават уметникот да се чувствува дека тој, неговиот живот и работа се значајни за институцијата во која работи, отворено во сигурна работа. Владимир Тулиев е актер во Штипскиот театар кој досега играл во повеќе од 100 театарски улоги. Актер со над 20 улоги во македонски филмови снимени во последните 15 години. Гребаници, расекотини, набиеници се само дел од повредите кои му ги донесе неговата професија. Но представата Суд во Штипскиот театар му донесе сериозна повреда, која заврши со операција уште на пробата, па премиерата ја гледала од публика со патерици. Откако ни завршија читачките проби, секако се оди на сцена и режисерот Дамјан Чинткушев сакаше малку да ја измести, значи да не биде тоа класично изведување на представата Суд, че малце да има физички театар внатре и почнавме да се подготвуваме за сето тоа, малце, да добиеме во форма, во кондиција и сето тоа. Меѓутоа, ете, за жал на втората мизансценска, при самото загревање си трчкавме околу сцената со некое мало топче, чисто да се загрееме меѓу самите себе, ми пукна тетивата на левата нога и беше смешно. Јас помислив дека е глуждо, ти си вртам лево-десно, као помислив дали се удрив некаде и као да пробам да се дигнам, гледам дека не можам и го викам еден од колегите, абе дај пробај малце, као обтегни ја ногата, као нешто да ми пукна внатре. И како тој се обиде, како на фудбалерите, на спортистите, нели, како ги обтегаат мускулите, добив уште поголема болка и бегав во читална во репетициона, каде што во фрижидерот имаме ладна вода. И тука пробав као да го ладам местото и ја доперам ногата кај што треба да биде тетивата и гледам дека таму е меко. Нешто фали. И доаѓа истиот колега Пеце и ми вели, дај малку ќе ти измасирам, легни ќе ја подигнеме, као да се излади местото, па ќе видиме што е работа. И тој како фаќа беше многу смешно во целата таа болка. И како ја масира долу ногата и ми вели, абе брату, ја нема. И увидовме дека е нешто сериозно, дека не е глуждот и тие продолжија со пробата, нормално не се прекинува пробата и еден колега од техника со неговото возило ме однесе во болница. Почекавме тука на преглед за на ортопедија и дојде една докторка и вели, па ова е за операција. И јас целиот се стаписав, се в чудо не видив, ама чекайте, јас имам представа за правење како тоа операција. И нормално, во незината струка таа си вели, јас можам да те оставам, ама ова ќе ти трае 2 години за здравување. И така да веднаш наредниот ден ме ставија на програма за оперирање
И сега пак си го вртам јас филмот као дечки, за 15-20 дена јас се враќам, вие терете, јас само ќе се вклопам на сцена. Меѓутоа тоа не беа ниту 15, ниту 20, туку 5 месеци некои, кога го прекинав боледувањето поради доаѓањето на една друга представа во која што сакав да учествувам, искрено. Ова не е негова прва незгода. На премиерата на Животот е убав, исто така се случила незгода, а на представата Шинел и неговата колешка Елица Арева паднала и имала потрес на мозок. Да, имаше мало потрес на мозокот, сега таа во пензија Елица Арева, каде што одевме во една платформа, као модна ревија правевме и беше многу тесна. И сега нема преговори со режисери и мора да се помине по таа платформа која што некаде беше до кај трети-четврти ред во публиката така направено, како модна ревија. Меѓутоа, во тие промени на светлото, да знаете, се губи делумно видот и едноставно ја снема од сцената. Среќа што тоа беше на една проба, може би и на генерална, не се сеќавам точно, бидејќи е малку поодамна, и имаше мал потрес, без некои посериозни последици, така да веќе, мислам дека беше на представа, така да после 2 или 3 дена на истото место, на тој пролаз, пропаднав и јас, само за среќа се пречекав некако на нозе. И тоа се тие такви, како да речам, за разлика од оваа повреда што ја имав, тие се секојдневни. Дали од невнимание, дали од концентрација, дали е тоа човечки фактор, сепак се случуваат постојано. Колку институцијата во која работите води сметка за здравјето на вработените и конкретно за ваквите примери, значи во случај на повреда, во смисла на одштета, значи покривање на финансиски средства во однос на лекувањето? Па, тогаш кога бев јас, бидејќи ние немаме правна служба, веќе подолго време и веќе неколку раководители, директори се променија во театарот, за да добиеме правно лице кое што ќе ги заштитува нашите права, не само правата на актерите, тоа може да се случи на некој од техничка служба или било кој. Јас верувам дека тоа моментално е во многу слаба состојба, бидејќи самиот раководител по професија не е ниту правник, не е ниту човек кој што треба да ги познава сите тие работи за заштита на работниците. Особено од друга страна ќе напоменам, како од секогаш театрите биле со малку пари и не се обезбедуваат пари за одржување на самата опрема. Значи, јас ќе ви кажам примери каде што имало не во Штипскиот театар, меѓутоа во други театри каде што се откачувале цели чиги. Тоа се тешки по не знам колку десетина, можеби стотина килограми. Кај нас има случувано, јас имам видено со своји очи од оние стари рефлектори, што од сигурно некоја 70-та година, можеби 75-та, кои што се огромни, со огромни леки, тоа кога ќе пукне како лава е. Значи, каде што паѓа и веднаш прави дупка во се. И среќа што ете така да никому од нас не се случило тоа. Па од тука произлегува и прашањето, колку актерите се чувствуваат безбедно да работат во вакви услови? Па сме навикнати, бидејќи тоа се стари згради. Стари згради, на Штипскиот театар е од една соколана, од претходно е преиначен да биде театарска зграда, инаку претходно било соколана, каде што луѓето се собирале, гледале телевизија, слушале радио и после некаде 70-75 се реновира и се прави како театарска зграда. Тулиев покрај тоа што работи во Штипскиот театар, досега популарност му донесоа и долгометражните филмови Панкот не е мртов, Жената што го затвори прозорецот, Трето полувреме, Господ постои, Името е Петрунија, Година на мајмунот, а во моментов го препознаваат по улогата Дончо од ТВ серијата Преспав. Колку актерите се чувствуваат безбедно додека снимаат ТВ серија или долгометражен филм и дали ги добиваат сите услови за безбедност кога се снимаат опасни сцени? Ако го изразам во бројки, во некоја разлика во компарација со театарот, значи од 1 до 10, овде е 15. Значи се случувало филмови, веќе го спомнам филмот Петрунија, каде што главниот лик требаше да влезе, се снимаше во Штип, во реката Брегалница, каде што дојдоа нуркачи и го проверуваат дното. Затоа што покрај главниот лик, значи тој лик не смее да се повреди, бидејќи се одлагаат многу други работи,
покрај нели одделото што го носи под костимот, значи се проверуваше целото дно. Значи го давам како пример колку се внимава на тоа и мислам дека треба да се земе пример, ако може така да се рече, од филмската индустрија колку се грижи за актерите, особено оние што се носечките ликови внатре во тоа. Ја спомнавте серијата Преспав, значи не тестираат. Секој трети ден имаме од брзите тестови, значи се внимава на тоа, бидејќи сме кога ќе тргне целиот тој континуитет. Значи ќе биде многу лошо за целата екипа, бидејќи постојано сме на сет некои 50 до 70 луѓе во зависност дали има статисти, колку повеќе, колку помалку, така да од таа мера се внимава на тоа. Особено за маските, значи има луѓе кои што се грижат за тоа. Сега веќе си ги знаеме ние просторите каде да се движиме и каде да застанеме за случајно да нема паѓање на некој рефлектор или нешто друго. Пред да договорите проект, дали потпишувате некој акт, договор во кој ја гарантираат вашата безбедност? Да, постојат такви акти и постојат такви членови. Меѓутоа, ако постои таква опасност, ајде да ја спомнам, ако повеќе барање од физички карактер, тогаш постои замена или се наоѓа каскадер во филмската индустрија. Значи, не смее да дојде ниту најмало поместување, така да речем, малото прсте да ти се помести, веднаш доаѓа каскадер на тоа место. Не е Тулиев единствениот актер кој што повреда на работно место наместо на сцена го испратила во публика. Македонската театарска историја памети неколку вакви повреди на работното место. Но сонувајќи за некаков гламурозен уметнички живот, овие уметници најаве како да навикнале да работат во услови далеку од нормални, за да биде представата уште потрагична, многу далеку и од безбедни. Следуваат пишани сведоштва на уметници од цела Македонија. Национална установа Центар за култура Ацо Шопов Штип. Театар. Зградата театар протекува на неколку места. Протекува и на сцената и вода тече преку струјните кабли, така што понекогаш сме изложени и на опасност од струен удар. Систематски прегледи кај нас не се случиле многу одамна. Некои вработени никогаш не биле на систематски преглед. Боците за гасење пожар се празни, истечен им е рокот пред неколку години. Чигите на сцената не се проверени од стручни лица, не се подмачкуваат и сервисираат редовно. По сцена има шајки, на кои многу често ја кинеме облеката, а понекогаш и се пресекуваме. Никој не води сметка за ништо. Охридски театар, национална установа, Центар за култура Григор Прличев Охрид. Вработените последен пат беа на систематски преглед пред 4 години. Театар Војдан Чернодрински. Во однос на просторните услови во кои функционира театарот Војдан Чернодрински, кој е посебен објект на друга локација од Марко Цепенков, се катастрофални. Во своето 70 годишно постоење не е направена ниту една капитална инвестиција за негово рехабилитирање и реновирање, па така овој објект е оставен да преживува наспроти забот на времето. Театар Куманово се реновира после долго време. Додека се реновира театарот, сме префрлени во Центарот за култура и таму што знам од колегите е дека нема грејење и дека пробите се прават во јакни, публиката е во јакни. Театар Комедија. Туш е мисловна именка. Имаме мачки, цели семејства, што се шетаат како статисти по сцената. Башка вегетаријанки, пошто и глувци имаме. Помошниот влез заден за декор не се затвара и се мрзнеме на сцена, а и публиката исто. На сцена се изместив ногата, штикла пропадна помеѓу даските. Ако законот за безбедност и здравје при работа треба да се применува во сите дејности на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите на пензиското, инвалидското и здравственото осигурување, и за сите други лица кои што се вклучени во работните процеси, тогаш зошто уметниците работат во услови кои што според нив се животозагрозувачки. Куце, вие сте човек кој што доаѓа од културата. Според вас, какви се условите во кои што работат културните работници во Македонија денес? Можам да кажам дека се субстандардни и дека луѓето кои што се вработени во овие институции се навикнати на тие субстандардни услови. Често пати
не одат со идејата дека за нештото да биде нормално треба да се види нешто што е подобро од она што го има, туку секојаш се тешат со идејата има и полошо. Така што така изгледаат условите. Значи генерално можам да кажам дека ние како народ, можеби и државата генерално, имаме тенденција од кога ќе изградиме нешто комплетно да го уништиме, па повторно да изградиме нешто наместо да го одржуваме. И тоа значи дека кога нештото не се одржува, континуирано условите за работа се намалуваат или стануваат непостоечки. Такви примери имаме во многу институции од културата во моментов. Ти ми доаѓаш од археологијата, меѓутоа доаѓаш од синдикатот на културните работници. Што мислиш, колку според тебе се безбедни просториите каде што работат, без разлика дали станува збор за театар, филм, археологија, колку се безбедни условите во кои што вие денес работите? Генерално не се безбедни условите, значи безбедно е само во оние институции кои што имаат нови објекти, да речеме како Македонската филхармонија, кој што би требало да биде репер како треба да изгледа еден нормален објект за работа, мислам не само да е културна, него било каква институција државна, инаку во другите живото загрозувачки можам да кажам. Прво и основно, да речеме, во театрите често пати се жала, значи колегите од несоодветните бини, значи скршени даски на сцената, па се внимава, имате црвени зони кои што не смеат да газат, преку кровови кои што течат, па предизвикуваат споеви со електрични инсталации, па несовесни вработени, така натаму. А друга страна имате и вецињата ретко каде се одржуваат како што треба, се уништени, тоа директно ја загрозува, нели го загрозува здравјето на вработените. Исто така има институции каде што државата можеби нема ни денар вложено во нивната инфраструктура и тоа што имаат некакви импровизирани услови се должи на некаква донација или на некој еден странски проект. Така натаму, тоа е пример да речеме Национална установа Стоби, 11 години, не, која година сме формирани? 2008, значи веќе се 15 години од формирањето. Институцијата, Министерството за култура нема вложено ниту денар во канцеларии, во музејска зграда, во депоа или така натаму. Значи, тоа што ние имаме некакви услови за работа се должи на донација од винаријата Стоби пред многу години. Во колкава мера е имплементиран воопшто Законот за безбедност и здравје при работа кога станува збор за културни уметници? Не се следи здравјето на вработените како што е пропишано со закон. Исто така, значи, ние не можеме да зборуваме за безбедност и здравје при работата ако самата инфраструктура, објектите не ни се сигурни и работното место го загрозува, само по себе го загрозува здравјето на вработениот. Каква заштитна опрема имате вие кога работите на терен или каква заштитна опрема имаат оние кои што конзервираат, рехабилитираат или реставрираат објекти од областта на архитектурата? Имаат ли воопшто некаква заштитна? Вака, значи генерално можам да кажам за конзерваториве што работат, да речеме, во лаборатории. Во некои институции лабораториите се доволно опремени, имаат, да речеме, заштитни маски, имаат заштитна облека, наочари, нели, се тоа што им е потребно за да се заштита, значи, при работниот процес, затоа што некои работат со опасни хемикали, некои работат со струготини од метал и така натаму. Не сум сигурен дека секаде 100% се имплементирани и пак тоа не се сведува на свеста на директорите или на свеста на министерството, него сепак зависи од самите вработени што се на тие позиции, па во рамките на некои проекти си ја купуваат опремата. Често пати се случува, поготово кога има некакви проекти со надворешна инвестиција, како да речеме заштитни ископувања или пак некој европски проект, тогаш да се посвети повеќе внимание на соодветна опрема, не само опрема за заштита, него и опремата која што е за спроведување на работите. Инаку, во однос на конзервацијата на архитектурата, многу малку установи остана тие што самите си ги реализираат проектите за конзервација, како што е мојата, да речеме. Во мојата за архитектурата се обезбедени, да речеме, ракавици, шлемови за работниците, наочари заштитни кога работат со нешто опасно, некоја маска заштитна, но такви кондури, облеки и така натаму, зборам за работниците кои што се ангажирани, за вработените поретко речи сич, поготово кај археолошките ископувања, до сега не сум слушнал дека некој му била купена заштитна опрема или соодветна облека за да биде на терен. Така што мислам дека ни текнува на меркиве кога имаме повеќе послободен буџет, па тогаш можеби нешто да направат. Сте имали ли до сега некаков случај за повреда на работа? Некој работник да падне од скеле или нешто слично? Се случило да паднат од скеле, еве да речеме некои од мајсторите падале од скеле, ама среќа тоа не било со големи последици.
Ама до некогаш зависи од самите работници, значи да речеме ние им обезбедуваме шлемови, тие не сакаат да ги носат. Во моментот кога претпоставуваме ќе се заврти, сите шлемови се оставени некаде. И тоа не можете со сила никого да натерате. Мислам, можете, ама не, генерално како народ не сме дисциплинирани да ги почитуваме сите мерки. Министерство за култура дали има соодветен надзор? Врши ли соодветен надзор да дојде да провери во какви услови работите? Дали се тие безбедни, дали се тие добри за здравјето на работникот? Не, Министерството за култура не врши никаков надзор за заштитата, за безбедноста и за здравјето на вработените во институциите од културата. Претпоставувам што тргнува од логиката дека законот за безбедност и здравје при работа вели дека работодавачот е надлежен, а кога станува збор за некакви такви обврски, тогаш Министерството се дистанцира од позиција на работодавач, него ги гура институциите дека тие се работодавачот. И од друга страна, тука го имате и синдикатот во секоја институција, кој што исто така треба да си води внимание. Така што, значи, Министерството често пати кога има некакви проблеми, не само за здравје и безбедност, знае да се повлече позади овие бариери, а кога му одговара на Министерството, знае да отиде напред и да се представи како доминантен работодавач. Самил Стојановски е актер од Велешкиот театар. Вели дека институцијата од која што доаѓа сега има одлични услови за работа, но само затоа што функционираат во ново изграден објект. Како активен синдикален член, говори во име на колегите од останатите театри. И не говори однапред подготвени реплики, туку раскажува вистински моменти од актерскиот живот. Крпен живот. Значат живот, и ако веќе значат живот, може да значат и опасност по живот. Таква е акутната состојба во многу институции од дејноста. За среќа, моја лична, доаѓам од институција која работи во совршени услови, бидејќи имаме новата зграда на театар Джинот Велес, но тоа не е така во другите институции од фелата, кои се соочуваат со акутни проблеми, кои се баш живото загрозувачки. Долги години сте во театарот. Што ви вели искуството? Колку напреднала или уназадила состојбата и ситуацијата на терен? Радикално уназадила. Мислам, не дискутабилно е. Ситуацијата на терен може да ја разгледаме од повеќе аспекти, но ајде ќе се вратиме пред се на условите, бидејќи нели за тоа се сретнавме да разговараме. Тоа се некои наследени услови кои после 30 години продолжиле да се руинираат и од кога се очекуваше да се направи нешто друго, застана на тоа место, а времето си го прави своето, се разјадува дополнително повеќе. Со какви ризици по здравјето се соочуваат актерите, сценските работници, сите останати луѓе кои што се инволвирани во таа театарска дејност? Вака. Јас во разговорот поединечно ти кажав за некои акутни проблеми во конкретни институции, но генерално има проблеми кои се идентични секаде. Присуство на мувла. Тоа допринесува за зголемен број на белодробни заболувања. И луѓето кои работат во такви услови се подложни на таков атак. Промаја, небезбедност на самата сцена во смисол на веќе изгниени подови, изгниени даски, даските не гнијат, што живот значи. Така да во многу институции потребно е да се мери тежината, колкава сценографија може е дозволено да се стави. Тук спаѓаат чигите, кои се исто небезбедни. Влага, кровови кои протекуваат. Најгорливи во моментов, мислам дека се Прилепскиот театар, театарот во Штип и театар Комедија, каде што буквално, конкретно знам за Прилепскиот театар, 70 години не е заштрафено штрафче. Таму дури и оние бироа што се во, слободно можам да кажам, така наречени гримјорни кои не личат на ништо, се од тоа време. Костимите немаат простори за одложување на костими сценографија. Тоа е подложно на зарази. Тие костими ги облекуваме врз нас, врз нашите тела и преку нив можеме да закачиме се и се што. Прилепскиот театар, меѓу другото, заедно со Домот на култура кој има проблем со грење, кој нема основна опрема, светлосен и звучен парк за извршување на дејноста. Значи, Центарот за култура во Прилеп и театарот Војдан Чернодрински се домаќини на најпрестижниот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. Како организатори сигурно се соочуваат со големи проблеми во организацијата на самиот фестивал.
таму се соочуваме сите ние кои гостуваме на фестивалот. И сега кога ќе ги наброите сите овие проблеми со кои што се соочувате на дневна база, а јас ќе прашам во колкава мера е имплементиран законот за безбедност и здравје при работа, што ќе ми одговорите? Така, може да кажеме дека постојат институции каде што надлежните сакаат да преземат нешто. Колку се тие во состојба да го направат, тоа е исто дискутабилно прашање. Сега имаме институции каде што не сакаат да преземат нешто. Конкретно ќе ви кажам во Штипскиот театар. Бидејќи нема грејење, има грејни тела кои се на струја. Последното беше пред неполна недела, кога дојдоа колегите на работа, ги најдоа каблите пресечени, за да не може да се активираат грејните тела на струја. Го имате Охридскиот театар кој исто кубури со грејење. Тој проблем го имаат сите. Имате театар Комедија, е исто институција која, да речеме, задната врата која служи за принесување на сценографија на сцена однадвор, просто не може да се затвори. И можете да си замислите во какви услови работат колегите таму. Притоа таа е дом сега на повеќе институции, како што се театар Комедија и привремено Турски театар, додека се изгради таа фамозна зграда на Турскиот театар. Тука доскоро беше и Албански театар, кој конечно доби добри услови за работа. Го имате сличниот проблем и во Кумановски театар, кој за среќа сега има некој движење дека се реновира. Тој последен пат имаше направено некое реновирање 1992 година, баш игра во представата која го као реотвори Кумановскиот театар. Таму беше реновирано само фоајето и беа ретапацирани столчињата. Ништо друго не беше сменето. Многу од овие објекти веќе не ни може да се реновираат за да ја вршат дејноста како што доликува. Прилепскиот театар веќе нема. Тој не бил ни наменет за театар. Тој не може да се реновира. Да не правиме муабет за технолошки услови кои прилегаат на 21. век, кои треба да бидат присутни на една сцена. Таа зграда просто е невозможно да се направи да биде театар. Кумановскиот театар исто мислам дека е невозможно да се направи да биде многу. Да, може нешто да се интервенира, но не е тоа. Тие градови мислам дека заслужуваат нови објекти. Кумановски театар исто да нагласам, има два ансамбли таму, има македонски и албански ансамбл. Театарот во Тетово е во изградба, колегите некако кубурат во Домот за култура. Таму досега се фрлени 13 милиони евра, а се уште не знам колку е тоа излезено од земја нагоре. Според Законот за безбедност и здравје при работа, ризик е веројатно за настанување на повреди, заболување или оштетување на здравјето на работникот како резултат на опасност при работа. Чести се тие работи, макар што ние актерите можам да кажем дека сме многу храбри луѓе. Не многу се жалиме на тие повреди, но некојаш тоа влијае на самата изведба на представата. Има колешка на која што штиклата и се заглави во гнилите даски на сцената, во театар Комедија. Имавме повреда на рака од движење на модули. Јас имам повредено полесно неколку пати. Да не правиме муабет за оние болести што претходно ги спомнав, кои се последица на мувла, влага, промаја и така натаму. Еднаш кога играв представа со пневмонија. А не се жалат ниту нивните колеги од Националната опера и балет. Не пуштаат глас кога на сцена ќе превиткаат нога, затоа што тоа не е дел од гламурозното дело на сцена, она зашто платила влезница публиката. И по 2 часа порано доаѓаат на работа за да фатат место, бидејќи овдека има повеќе од 450 вработени, за да стигнат навремено на работа. Меѓутоа, тоа е голем проблем, бидејќи оние кои што ќе дојдат 1 сат порано се паркираат пред службениот лес и кубурат на пробата и се плашат дека некој од обезбедувањето ќе дојде и ќе каже дека има паек служба и дека луѓето, значи колегите треба да излезат од проба за да ги преместат колите. Сега, многу е битен фактот дека тој паркинг кој што го обезбедува службениот паркинг на МОП е толку мал, што доколку има проблеми, не дај Боже во случај на пожар и во такви, значи, несакани последици, дека не може пожарна, значи, да стигне до просторот каде што може тоа да го обезбеди и да го санира. Втората работа, каде што кубуриме цело време, значи и проблемите на големата сцена, каде што има секогаш промаја, каде што системот за затоплување
од централниот систем, значи не функционира, и оние заштитни фенхойлери кои што треба да направат заштитна завеса, да не би имало промаја на цената, не функционираат, така да дирекцијата обезбедува сега некои тајфуни каде што ќе го затопли просторот за да не дојде до тоа. Меѓутоа сепак се појавува промаја. Катерина Коцевска цели 38 години е дел од Драмскиот театар во Скопје. Тоа е оној театар чиј кров редовно добива простор во медиумите. Последниот пат кога кровот беше поважен од представата Мојот маж, беше сериозен ризик по безбедноста на сите оние кои што таа октомвриска вечер имаа намера да ја поминат во Драмски. И за актерите, но и за публиката. Представата Мојот маж. Да. Неодамна имавте уште еден случај со истата таа представа, бевте приморани да одложите затоа што прокисна кровот на Драмски театар и водата течеше многу близко до струјните кола. Кој ја носи таа одлука дека ќе се одложи представата? Директорот. Мислам, јас ја носам во моментов, јас ја носам таа одлука, но тоа ја морам да донесам таа одлука. Тоа се правни процедури. Ако писмена дојава у правна служба, ти поднесат светломајсторите дека им шика вода таму кај што не е безбедно, некои струјни кола, она што можам ја да го направам е да кажам додека тоа не се санира и среди, морам да забранам да се одржува представа. Затоа што, не дај Боже, од тоа може да биде пожар, струјен удар, не знам што, одговорноста оди директно на мене. И рековме дека тоа не го средиме представи може само на мала сцена, го саниравме тоа. Тој проблем, бидејќи кровот е правен пред 3 години, сега не знам прецизно. Јас, тоа точно беше Чернодрински заврши фестивалот, по саботата јас се враќав и знам дека ми се јавува одеднаш сите беа страшно заинтересирани, новинари и телевизии, затоа ми беше малце чудно од кај се сега толку многу заинтересирани дека тече кровот. Јас сум 38 години и неколку месеци вработена во овој театар. Ја мислам дека откако знам за себе на оваа сцена и пред тоа ако не сум била вработена како студент сум играла, кога врнеше дожд, некаде имаше тука некој кофи кој собира вода. Кровот е направен, но очигледно дека има некои пропусти и дека затоа што јас бидејќи понеделник беше наработен, така се деси тоа, саботата требаше да биде представата. Јас во вторникот комплетната документација седнав да ја проверам, да видам дали е кровот направен. Значи, по документацијата кровот е направен, но факт е дека и водата си наоѓа некои си своји. И сега тоа го саниравме, викнавме нешто. Проблемот е што ние немаме сега приход, бидејќи немаме представи. Значи, почнавме со представи, но тоа е капење. Значи, сега полека нешто да добиеме, за да можеме да... А процедурата да бараш суми големи за крови се е подолга. Реално, тоа е процедура. И ги закрпивме, баш така може да се каже, не протекува никаде, додека не ми потврдија светладжиите, светломајсторите, дека не дадоа писмена изјава, дека сега тоа место е санирано. За среќа не траеше долго, па можеме да продолжиме со представите. До следната, па парната не греева, па тоа го средуваме, па нешто, секогаш има, не е здодевно, има проблеми колку сакате. Во моментов во Драмски театар во Скопје има 92 вработени. За сега актерката, но во случајов и директорката Коцевска, вели дека се безбедни. Долги години сте дел од театарскиот живот во Македонија. Според искуството кое што го имате, што мислите, колку е безбеден работниот простор на театарскиот уметник? Колку е безбедна театарската сцена? Ме прашувате воопшто или заради ковид ситуација? Генерално, воопшто. Безбедна е.
Сега може да се случат секакви работи. Ние на сцената имаме чиги, имаме тешка сценографија се, но да чукнам. Колку што паметам, јас сум стварно долг период во театаров. Не сме имале такви случаи, се надевам дека така ќе остане. Имате ли луѓе вработени во драмски театар кои што се грижат за да биде сцената, околу сцената безбедна и за актерите, меѓутоа да биде безбеден и оној дел кај што се наоѓа публиката? Да, се разбира. Значи, прво, што се однесува до реквизити, до тие работи, ако постои оружје, кога спомнате веќе за филмот и случката, имаме реквизитер кој ги одржува сите тие, ги држи под клуч реквизитата. Тоа се проверува. А за публиката е во суштина најбезбедна во театарот. Мислам, зборувам сега за оваа ковид ситуација. Затоа што не може никој да влезе да гледа представа без да се проверат претходно дали имаат потврди за вакцинација, како што се впрочем протоколите сега. Седат на дистанца, со маски се цело време, че не зборуваат, нема ни можност за некакви пренесувања. Сега ни дозволија 50% од капацитетот, што е за нас подобро заради бројноста на публика. Не само од финансиски аспект, туку и од друго е чувството кога играте пред повеќе публика, отколку пред празен салон, како што беше реално со 30%. Основана во 1945 година во рамките на тогашниот македонски народен театар, Националната установа опера и балет е најголемата институција од областа на културата во нашата земја. Од тогаш до денес, на сцената се изведени огромен број дела од светската оперско-балетска литература, кои се на репертоарот на најголемите сцени во светот. Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, во членот 17 од Законот вели дека институцијата треба да назначи лица за безбедност. Националната опера и балет има вработено такво лице, па кои се неговите задачи? Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, број 92/07 од членот 17, членот 17 наложува работодавачот да назначи едно или повеќе стручни лица за безбедност, со положен стручен испит за безбедност и здравје при работа. Ние како институција имаме назначено такво лице, вработено лице. Тоа е Милски Звонко, кој е дипломиран инженер по заштита при работа. Неговите обврски се да раководи и одговара за работата и одделите за општо одржување, ПП заштита и хигиена. Спроведува постапки од областта на безбедноста и здравје при работа, одбрана, заштита и спасување и управување со кризи. Учествува во изработка на планот за инвестиционо техничко одржување, соработува и одговара пред инспекцијски органи, трудова инспекција, дирекција за заштита и спасување, одбрана, центар за управување со кризи. Учествува во изготвување на тендерска документација од аспект на безбедност и здравје при работа, испитување на сценски простор, микроклиматски услови, здравствени периодични прегледи, обуки за вработени, громобранска инсталација и така натаму. Се грижи за исправна манипулација со системот за ладење и грејење, изготвува интерни правилници во Националната установа Национална опера и балет, од базара за лични заштитни средства и така натаму. Во колкава мера е имплементиран законот? Еве ги спомнавте тие услови на евакуација, во случај на пожар или некаква опасност, мерки за заштита на здравје. Во колкава мера е имплементиран законот? Постои план за заштита и спасување и процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи и скици за евакуација од објектот во Националната установа Националната опера и балет. Секоја година имаме испитување на сцена, ПП апарати, секоја година објавуваме тендер за ПП апарати, чилери за ладење и грејење, здравствени прегледи. За жал, секоја година не добиваме средства за други ставки кои се многу битни за институцијата, како обука за безбедност и здравје при работа, обнова на ПП централа, панични светилки, проценка на ризик на работно место, но во секој случај ние го почитуваме законот и спроведуваме постапки за ова што е најважно за функционирање на институцијата. За жал не можеме 100% да го имплементираме законот, но затоа што се потребни огромни средства за кои ние како институција ги немаме.
Дали до сега ви се случило да се повреди некој на сцената? Повреди на сцената се случувале неколку пати и тоа се повреди најчесто на балетските уметници, играчи, дали на проба или на представа. Да. Во таков случај Да, што превзимате? да, Дали во таков случај постои пријавувате во соодветна инспекторат за труд? процедура која ја запазуваме без исклучок. Најпрво случајот се пријавува во инспекторатот за труд, потоа од повредениот се прибираат медицински белешки, Добро. се изготвуваат соодветни потврди од страна на одговорното лице за безбедност и здраве при работа и се пополнува образец ЕТ8. Сите документи се носат на крај на комисија која утврдува дали се работи за повреда или не. Националната опера и балет е објект изграден во 1979 година, значи ни се работи за објект како што е Националниот Велишкиот театар, филхармонијата, каде што имаат совршени услови за работа, значи имаат преубава сцена, акустика, техничка опрема, соблекувални. Со какви проблеми вие секојдневно се соочувате тука и дали се безбедни условите за работа? Факт е дека објектот е стар 40 години. Не се вложувало многу за сите тие години да се одржува. Еве, морам да споменам дека имаме прекиснување во Империјал салата, каде во Империјал салата оркестрот и хорот ги одржуваат нивните проби, оркестарски и хорски проби. Имаме прекиснување и во големата и малата балетска сала. Имаме прекиснување и на влез на публика, каде што не можеме да лоцираме кога врне дожд од каде доаѓа таа вода. Со добиениот грант, проектот културен грант одобрен од страна на владата на Јапонија, наречен проект за подобрување на музички инструменти и опрема за звук и осветлување на Националната опера и балет на Република Северна Македонија, во вредност од 663.000 евра, добивме опрема за осветлување, озвучување, ударни инструменти, столици и пултеви за музичарите, во оркестар, харфа добивме нова, 4 контрабаси и 2 виолини. Грант кој многу допринесе за подобрување на квалитетот на сите оперско-балетски представи во нашата институција. Изминативе 2 години се случивме со еден многу голем предизвик, светската пандемија, предизвикана од COVID-19. Националната опера и балет сега почна да ја полни својата сала, можеби не до последно седиште, затоа што сепак има протоколи и за гости, гледачи на представите. Меѓутоа ме интересира што правевте вие во изминативе 2 години? Како се справивте со светската пандемија? Мора да се согласите со мене дека пандемијата особено ја погоди културата. Така е. Како почна пандемијата и тие рестриктивни мерки од март 2020 година, немавме друг избор како се затворија сите институции секаде кај нас од државата и надвор. Немавме друг избор освен да почнеме со онлайн представи. И успеавме во тоа, имавме огромна гледаност на представите, мајските оперски вечери одеа онлайн. Да. Успеавме да земеме учество на Охридско лето. И имавме гала оперски концерт со балетска представа Болеро, која беше специјално адаптирана според ковид мерките. И имавме премногу публика во Долни Сајра, имавме прекрасен настан. После тоа имавме отварање на Интерфест Битола во октомври месец, во скратена форма на Севилски бербени во концертна изведба. И така почнавме концертно постепено да ги изведуваме представите, ако трае 4 сати, време трајањето беше на саат и пол, и сите тие оперско-балетски представи ги изведувавме концертно. Септември 2020 имавме отварање овде пред платото на НОП, исто со гала оперски концерт, отварање на сезона и со Болеро. Имавме прекрасен настан и после тоа почнавме пак да се опуштаме некако со представите се во концертна изведба. Многу внимателно по сите протоколи, кај што и ние како институција си имавме свој наш протокол и си имаме свој наш протокол, каде што во оркесторот гудачките инструменти, музичарите свиреа со маски, дудачките инструменти без маски
и хорот, ако имаше учество, пееа со маски. Балетските играчи исто играа со маски. Од септември 2020 до декември, значи, одевме концертно, а 2021 година морам да кажам дека до сега веќе имаме 39 настани реализирано. Тоа не е мала бројка и почнавме и последните представи, од септември, буквално да ги имаме целосно, ако е Тоска 3 чина, во 3 чина или било која представа, и успеавме во тоа, успеваме. Публиката првично беше со 30%, нели, вкупниот број на седишта, после се донесе нова одлука со 50%. Салонот ни е преполн, голема заинтересираност има од публиката сака да доаѓа на опера, на балет, имаме своја публика и многу ми е драго што веќе кај нас се појавува млада публика за оперски и балетски представи. Статистиката вели дека 160 милиони луѓе годишно страдаат од заболувања поврзани со работното место. Законот за безбедност и здравје при работа е создаден токму во насока на намалување на овие бројки, барем што се однесува до македонската статистика. Но само во случај ако истиот се имплементира и се почитуваат обврските кои што произлегуваат од него. Без разлика дали работодавачот е од јавен или приватен сектор, важи подеднакво за сите. 6000 работници дневно го губат животот на работното место во светски рамки. Тоа сите нас не чини 4% од бруто домашниот производ. Во вкупниот буџет на државата за 2022 година култура ќе учествува со 1,49%, односно нивниот буџет изнесува 3 милиарди 855 милиони 548 милијади денари или 62 милиони и 692 илјади евра. Колку од ова? Сите нас ќе не чини санирање на штети и повреди, наместо на времена превенција, односно здрава и безбедна работна средина. Завесата во театар се спушта секој ден. Од јавната шпица на филмското платно одново се одмотува. Турата на кустосот завршува, но проблемите остануваат исти. Може би во минатото не паметиме несреќи кои што не натерале да и погледнеме на вистината во очи. Но дали и овој пат мора да учиме од сопствените грешки. Човекот е најважниот капитал и неговиот живот бесценет. Затоа што кога ќе отсвират фајрон за крај, изгубениот живот никој ништо не може да го врати.